Добра вечер, почитувана публико, и добре дојдовте во 17-тото издание на видео подкастот Гласот на Слободна Македонија во продукција на Македонскиот информативен центар и Комитетот за демократизација на Република Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добра вечер. Добра вечер. Вечерва продолжуваме со темата бојкотирам. Се надеваме дека ова поуспешниот бојкот на референдумот, дека ќе успееме да направиме и вториот чекор во овој серијал, да го бојкотираме, да ги бојкотираме претседателските избори и барем јас се надевам дека тоа конечно ќе започне една инерција која што конечно ќе доведе до целосно блокирање и бојкотирање на целокупниот систем кој што работи да го пороби македонскиот народ и да го држи поробен и конечно, што е многу опасно сега, да го асимилира и целосно да го однароди од себе си. За причините зошто принципиелно сакаме да се бојкотираат претседателските избори, веќе зборувавме во два наврати. Сега ќе почнеме да се занимаваме со самите кандидати. Да. Почнуваме денес со кандидатот кој што веќе е познат на македонската јавност како претседателски кандидат, господинот Стево Пендаровски, кој се надева дека е неговиот втор обид во оваа трка да стане претседател, конечно ќе му биде и среќен. Ние ќе се потрудиме Да. да не биде така. Точно. Се надеваме дека во наредните 45 минути до 1 час ќе успееме да ве убедиме и вас дека Стево Пендаровски не е човекот кој што е потребен на Македонија, но и дека гласањето против него не само што е недоволно да биде поразен на овие избори, туку е и штетно за македонската кауза. Па да започнеме првин со неговото резиме, или како што се вика таму ЦВ. И неговиот каде работел, како што и како. Да. Така кажеме лашински. Да. Ке се послужиме со негово ЦВ од Универзитет Американскиот коледж во Македонија, односно Американскиот универзитет коледж во Скопје. Образованието е образуван на Кирил и Методи, тоа нас не интересира. Нас не интересира неговото работно минато. Да. Тука вели вака. Дека од 2008 до 2012 бил асистент професор на Универзитетот Америка во Скопје, а од 2012 навака е професор таму. Меѓутоа малку порано да се навратиме. Чудно е што неговата кариера започнува 98 година според ова досие. Тој е некаде 55-6 години на возраст. Значи до 30 години наводно не работел ништо. Па вака, вика 98 до 2001 бил началник на одсекот за аналитика и истражување во Министерството за внатрешни работи на Македонија. Од 2001 до 2004 бил советник за национална безбедност на претседателот на Македонија. Борис Трајковски. Борис Трајковски, да. 2004-2005 бил претседател на Државната изборна комисија. Да. Машала. 2005 до 2009 началник на, односно главен советник за надворешни работи на претседателот на Република Македонија. Тоа ќе бидне на Бранко Црвенковски. Значи, советник бил и на Борис Трајковски и на Бранко Црвенковски. Ова првата работа која што му е истакната тука од 98 до 2001 дека бил началник на одсекот за аналитика, да. се извинувам, за аналитички и истражувачки работи. Тоа овој research development да не бил научник во лабораторија да не работел. Работел во лабораторија. Да. Во која се составувале досиејата. Што е, ајде сега да не се шегуваме, што е ова неговата, затоа што ти ми имаш спомнато дека многу луѓе се
се мачат да разберат што значи оваа позиција. Тоа е аналитиката е мозокот на... Значи тој е бил шеф на аналитика Директор на аналитика на службата за државна безбедност. На МВР. На МВР. Така стои. Јас по некои индици има малку повеќе, но ајде да не шпекулираме. Ќе одиме досијата, сите политички извештаи од соработници, од инспектори, од поздравникари, полицајци, од се прави извештаи. Да, службени белешки. Службени белешки. Тие службени белешки се сливаат во аналитика. Аналитика гледаш, прави една истражување кои се интересни за безбедноста на Македонија. Службени белешки тие ги класифицира. Ги двои и ги врзува, бидејќи можеби доаѓаат од 3-4 различни извори кои меѓу себе немаат врски. И тој треба да ги класифицира, да издвои од нив аналитика, се издвои од тие извештаи што е суштинско и се гради досие, да кажеме досие за некоја... Добро, отприлика од моите студии на овие досиеа, полициските органите на полицијата и на државната безбедност едноставно прават службени белешки за секој разговор и за секоја средба со било која личност или за секоја случка. Тие белешки се праќаат во картотека, порано се викало, сега не знам како се вика, веројатно аналитика. Исто. Не, аналитика е, да. И таму се значи се гледаат имињата за кого се однесува едно друго и оттаму се усмеруваат во досиеата. Во кој досие ќе оди? Има различни типови на досиеа. Да. Има досиеа лични и има досиеа на предмет, односно на линии на работа. Линии на работа. Тоа е македонски врховизам. Да. Сите таму кои се гонети по таа линија за работа, на сите одат и таму службените белешки на лицата кои се прогонувани за тоа. Да. Значи, аналитика е срцето на удба, мозокот на удба и душата на удба. Да. Е сега од аналитика она што ќе го сокрие, или ќе го превиди, тоа останува внатре. Да. Намерно споменувам превид или сокривање, за да после ќе дојдеме до тоа зошто го споменувам сега, бидејќи сега да одиме по еден редослед за да стане појасно улогата на Стево, што се работел. На македонската јавност Стево Пендаровски, кој патем да не заборавиме беше избран како такозвани консенсуален кандидат. Не знам каква дефиниција на консенсуалност наоѓаат овие медиуми кои го обележуваат како таков. Со 702 гласа, 712 гласа е избран. Да. 100%. 100%. Не мислам дека има еден. Нема ништо. Воздржан. Ништо нема. 712 од 712 делегата, 712 гласале за него. Да. Ова негова работа во аналитика на многумина во Македонија не е позната на Стево Пендаровски и уште помалку луѓе може да разберат што е што била таа должност. Објаснивме малку, да. Следната работа е неговата улога како советник на председателот Борис Трайковски. Понека малку да. Има период 93 до 98. Да. Каде работел? Не се станува туку така началник на аналитика. И токму тоа ми беше сега. Во народот, Стево Пендаровски е, како да кажам, народно познат поради тоа што беше советник на Борис Трајковски и особено на легендата дека тој е еден од 5-6 души кои што не се качиле... Двајца. Што не се качиле во авион. Не се качиле во Кингерот и од тоа се прави некоја фама што не велам дека нема во тоа ништо, меѓутоа тоа самото по себе не искажува не знам што. Да. Ќе одиме, затоа реков ќе одиме поред. Стево Пендаровски работи во МВР.
Што впрочем сакам да кажеме поважното, и најважното за него е тоа. Тој татко му на Стево Пендаровски работел во МВР. И тоа работел во петата управа во прислушкувањето, заедно со таткото на Силјан Аврамовски. Значи, протежето на Силјан Аврамовски се вработува порано во МВР, во УБК. Стево Пендаровски, бидејќи е помлад, се вработува подоцна неколку години после Силјан Аврамовски. Но се движат скоро во исти кругови и одат некако нагоре исто. Така да лозата на удбашката лоза на Пендаровски е со длабоки корени. Да. Што е семено во... Зборам семено, да. Бидејќи да се работи во пета управа во тоа време, не можел секој да работи. Тоа се многу луѓе со многу голема доверба, со многу силно убедување да го живот давале за комунизмот. Да. И за партијата. Така да ова е за да стекнеме една слика како е воспитуван Стево, кој го воспитувал Стево Пендаровски. Да. Значи имаме тврдокорен Титов комунист или југокомунист или најубаво кажано србокомунист. Да. Пак ќе направена паралела. Ако Силјан Аврамовски е воспитан и е тврдокорен човек на Милошевиќ, тој организира автобуси од Македонија, кога ги прави протестите Милошевиќ во Белград, да одат и македонци на тие протести. Во која година? Пред 90-те години, после 91-ва. Почетокот на таа деценија. Да, во тие години додека Милошевиќ правеше протести, кога се водеше битката, кога се водеа војните во Хрватска и во Босна. Тогаш правеше Милошевиќ митинзи. Правеше потоа кога му требаше, кога се бореше, кога завршија војните, кога се бореше со опозицијата. И тогаш правеше митинзи. И тогаш одеа митингаши од Македонија. Организатор на тие митинзи, според Бачев, е Силјан Аврамовски. Значи, во службата ако ги додадеме сега досијата против кого се водили по тоа време од 91-ва, па навака, значи осамостувањето на населението на новиот устав, се водени исклучиво против македонци кои биле за самостојна и демократска Македонија, одвоена од Југославија. Да. Па впрочем тоа е истиот калибар на личност кој што се гонел и во претходниот период во кој што татко му пак бил работник во службите за безбедност. И Силјан бил пред 90 година пред 91 година во службата. Но во бивша Југославија се покривало тоа со напад на југословенството. И се прикривало дека националната борба на македонците успевале некој да ја прикријат. Не била толку јасно покажана како со овладување на линијата македонски врховизам во 92 година. Тогаш се открива комплетно службата за државна безбедност се соголува и МВР заедно со неа, бидејќи еден е министар. Не може УБК да работи против македонски интереси, а униформираната полиција да работи за македонски интереси. Кога министерот е тој кој ги креира двете служби во МВР. Да. Така да не лажат дека наводно униформираната полиција била промакедонска, а дел од УБК бил просрпски. Не. Целата полиција е на линија на голема Србија,
на Милошевиќ. Дел имало внатре малку луѓе на КОС, варбувани од КОС, но пак за сочувување на Југославија, потоа за војската да биде главна во голема Србија, а не цивилната власт. Тоа е разликата. И тоа е судиот кој трае ден денеска меѓу КОС и УДБА. Тоа е за лични престижи внатре. Војската и цивилната служба. Значи тоа е битка помеѓу владеачките сталежи. Да. Кој ќе владее со рајата. Меѓутоа, истата им е цел да владеат со рајата. И тоа на нас се представува како повеќе партизам. Да. Како битка помеѓу во Македонија ВМРО и ДПМН и СДСМ. Да. И тоа, сашто тука се СДСМ е поблиска кон КОС. ВМРО ДПМН е поблиска кон УДБА. Значи, Стево Пендаровски во периодот кој што не е наведен во неговото CV од до 98 година работи во службата за државна безбедност. Работи во МВР. Во МВР. Во период кога македонскиот национализам бил гонет. Да. Конкретно поради тоа што е македонски национализам во македонска држава. Да. Има еден случај кој е врзан за мене од периодот 2000-та година. Да, и тоаш беше донесен закон за увид во лични досие, отворени беа досијата и јас поднесов некаде пред истекот на рокот од една година барање за да проверам дали имам досие. Иако јас не веров дека можам да имам досие. Не гледа причина дека зошто би имал. Но ми изненади одговорот кога го добив од МВР дека имам лично досие и дека одговорот го добив во август или септември, сега не ме зиме за збор. Ми беше закажан кога можам да го подигнам досијето, да го видам, да појдам во МВР. Беше тоа во декември, 18 декември 2000 година. По сила на приликите во кои бевме не само јас, него целото семејство, вие заминавте пред тоа, моравме да си одиме од Македонија и ти, брати, заминавте уште во летото. Ти замина во на крајот на август. На август, брати замина во септември. И да си мајка ти, бидејќи првпат бевме обидени за виза, по вториот барање за виза во Канада, ни дадоа виза и кога ја добив виза, веднаш моравме да заминеме. Така да досието требаше да го замолив еден мој пријател да го подигне досието. Му испратив што треба полномоштво. Пријател, бидејќи не бил верзиран во тие работи, се познавал со Пендаровски, имале контакти, некој преку работата, но не како соработник. Мојот пријател не бил соработник, туку по Стево Пендаровски били потпарол во тоа време на МВР и така имале контакти со мојот пријател. Тој бил, мојот пријател беше новинар во тоа време. Отишол мојот пријател да го кај него кај Стево за да му објасни кај кого треба да се обрати, како да дојде да го земе досијето. Стево, кога му рекол за чие досие се работи пријателот на Стево Пендаровски, Пендаровски му одговори: тоа досие е бајаги волнено, поарно држи се настрана. Пријателот нормално се исплашил, бидејќи тука има една интересна работа. Ако Пендаровски, еве сега треба да стане председател, а се кандидира по втор пат, очекува дека ќе биде председател. Во функцијата која е имал во тоа време, како можел да го знае моето досие? Дали бил аналитика на МВР?
Да. Потпарол. Моето досие е затворено, наводно не се води. Последната службена белешка која јас ја имам е од јуни 98 година. Значи моето досие не е активно втора половина на 98, 99, 2001. Кога Стево Пендаровски е во аналитиката. Значи има некоја основа да го видим моето досие. Една од моите предпоставки зашто го видам моето досие е дека аналитиката на МВР заедно со аналитиката на УБК ги чистеле досиеата пред да ни ги дадат на увид. Еден пример кој ми го расправаше покојниот Дане Поповски со неговото досие. Кога отишол да го земе досието, му дале околу 700 страници досието. Дане, бидејќи имале еден час да ги гледат таму или 2 часа досијат и да одлучат дали ќе ги земат или ќе ги остават и да кажат колку години да биде затворено досието, дали да се уништи. Дане, во тие еден час, бидејќи 2 пати е затворен Дане. 50 година и крајот на 58, 59 до 60 и некоја таму, тоа се 55 до 60. Да, така, и 49 е 49 до 51. Да, до 51 и после 55 до 60. И сега, значи, тој нормално видел дека некои години не достасуваат во досијето. И се обратил до службеник кој што ми ги донел досијата. Вика, моето досие не е комплетно. Добро, вика, ќе дојде за 4-5 дена, ќе дадеме уште. Дане оди потоа, после неколку таму, кога му рекле, добива уште 700 страници од досијето. Сосема различни. Уште 700 страници од досијето. Нови. Значи, кој знае кој обим е досијето. Да. Тој веќе кај него има 1600 страници. Тоа е доказ дека не ни се дадени досијата. Кај мене фалат многу работи од досијата. Барем она што било интересно за службата. Да, твоето досие, она што ти беше дадено е околу 114 страници, што е абсурдно смешно, поради тоа кога ќе се види какви се мерки биле превземани кон тебе, мора да има десетици илјади белешки за сето тоа. Е сега, она што го споменав, кандидатот за председател е човек кој треба да ги почитува човековите права, индивидуалните човекови права и слободи. Тоа е основ на да се дојде до таква функција. Тој треба да е председател на сите граѓани. Да. Бидејќи го знаел моето досие, да не одам за другите досие. Зборувам, во моето досие има еден куп решение подпишани неуставно за моје прислушкување, за моје следење. Како може да му каже на мојот пријател новинар, кој отишол да го зима досието, дека моето досие е многу волнено, значи многу опасно, и да се држи настрана. Место да му каже, слушај, твојот пријател е неуставно прислушкуван, треба да го земеш досието, да го пратиш побрзо, да поднесе кривична пријава до тие што потпишувале налози за негово прислушкување неуставно. Тоа прави демократ. Ако е навистина Стево Пендаровски демократски настроен човек. Да. Човек не може сега да биде демократ, ако досега во животот бил тврдокорен тоталитарист и прифаќал се што е да се направи заштита на комунистичкиот систем е дека е во ред. Да не го прислушкувањето е во ред, кој го вршила службата во тоа време.
Да, епа сега баш во таа смисла, што мислиш за ова негово тврдење дека го следат странски служби? Странски служби. Може да мислам дека го следат жолти комбиња. Од која служба? И па сега има само една служба во Македонија со жолти комбиња. Една институција има жолти комбиња и таа е една институција за, мислам дека се наоѓа во Бардовци. Точното име не го знам на институцијата, ама сите знаат како Бардовци, институција Бардовци. И таа има жолти комбиња. Само тие може да го следат него. Бидејќи човекот од превеан чувар на системот, на тоталитарниот комунистички систем, и човек кој едно зборуваше пред неколку месеци, сега одеднаш се свртува и беше против менување на име, менување на устав, беше со полни усти. Одеднаш сега е Северно Македонец пар екселанс. Да. Ова негова тврдење јас барам како го сметам на мала дигресија, меѓутоа ова е неговиот удбашки ДНК не му дозволува да излезе од тој ментален склоп, бидејќи ова обвинение дека во Македонија роварат тајните служби на соседните држави, посебно на една соседна држава на Бугарија, е на секаде, во секое досие, во секое досие на овие на македонските националисти, главното сомнение е дека се работи за некаква соработка со тајните служби на Бугарија. И сега човекот од онаа професионална деформација му останала, па повторно обвинува дека странски служби роварат во Македонија. Ама во моето досие постои една многу битна работа. Да. Постои непобитен доказ дека постои соработка на УДБА со бугарската тајна полиција. Тоа го тврди и самиот началник на КОС, генерал Василевиќ, уште во 1991 година. Тој вели вака дека, ќе парафразирам, дека иако сите земји од запад се надеваат дека се слушани соработките помеѓу меѓу тајните полиции на земите на комунистичките држави, на Варшавскиот пакт и Југославија, тоа не е точно. Тие соработки и покрај смените на властите, доаѓањето на демократски власти во Бугарија, Романија, Чешка, Полска, останале нечепнати. Василевиќ не е еди кој си. Да. Началник на КОС. КОС во тоа време, кога тој ја дава изјавата, е посилен од УДБА. Така да, и сега не гоним нас, наводно, за соработка со бугарска служба, а бугарската служба во секое време те имат врски меѓу нив. Значи, секој врбуван човек работува со УДБА и со КОС, во секој момент таа ќе каже со кој и се понудил за соработка на бугарската служба. Има еден случај, тоа сега не сум го расправил, сега еден од големите македонски развоздувачи оди како треба да се игра некој кошаркашки надпревар во Софија меѓу македонска екипа и бугарска. И тој оди да направи провокација, едноставно. На надпреварот и бугарите го апсат и тој веднаш за 24 часа го пуштаат. Тој пропеал и ги кажал оние
луѓе кои се од југословенското разузнавање, кои не биле дадени на бугарската удба. Сепак работеле и на своја рака. Удба работеле на своја рака. Едното е било соработката што имале легитимна со сите кои биле под капата на КГБ. Тие јавиле на удба дека нивниот човек пропеал. Тие го накодошлите. Човекот го бркаат од работа, удба сака да го ликвидира. За ум на другите дека не смеат да бидат така лесно скршливи. По интервенција на македонец кој работел во сојузната удба на висока позиција во аналитика повторно, успел да издействува да не го ликвидираат. Човекот го тргаат од СДБ и го префрлат на факултетот за безбедност, иако е само со факултетско образование, да биде како инструктор, како предавач. Тој лаже сите овие години дека е професор на факултет. Така да, инаку да не јавиле бугарите дека тој пропеал, никогаш не би се открило дека, но тој во неговите искази го велича тоа негово апсење, тој му бил тој херој, па им рекол, демојте знаете, ако ме чепнете мене, дека ваши веќе страдаат веднаш во Југославија и дека бугарите исплашили го пуштиле. Ама тој пропеал и тоа се видело после тоа, кога тие што биле сокриените, што не ги имала бугарската тајна служба, агенти на југословенската служба, биле компрометирани, биле апсени, биле повикувани со слушување и на овие во Југославија станало јасно дека нашиот херој лажел кога се вратил дека не кажал ништо. Значи, изјавата, тврдењето на Пендаровски дека го следат тајни служби е само театар. Само театар. Сака да се направи некаква си жртва. Тој има тука една, не е само жртва, но тоа е една повторно удбашкиот менталитет. Ќе кажеме дека ме следат и дека тоа се луѓе на опозициона партија и сега удба ќе преземе веднаш мерки да ги следи сите. Тој бара покритие сега да се изрече мерка, легитимна мерка за прислушкување на против кандидатот на штабот на изборниот штаб на Силјана Давковска. Силјановска, на Гордана Силјановска Давкова, да се следат председателот на ДПМН, луѓето кои се ангажирани, да се повикуваат на разговори, да се внесе еден страф кај нив и да се тргнат настрана да го минимизираат нивното агитирање за Силјановска. Бркање на нејната кампања, да добие гласови. Тоест, неговата игра не е да ги попречи, да ги натера да ги бойкотираат изборите, туку да не агитира за Силјановска. И многумина од нив, кои ќе бидат повикани на разговори, ќе роварат против Силјановска, ќе работат за Пендаровски. Тоа си има случајно неколку пати до сега на изборите. Тоа не е новина. Луѓе внатре од партијата ДПМН да работат за кандидатот на СДС. Тоа го знае. Тоа е целта на... Тоа е тој ум, менталитет удбашки, да ќе направиме конструкција, сигурно со некој таму се договорил од неговите пајташи уште што се во МВР или во УБК, ќе го направиме тоа така, ама се случи белја. Значи, сето ова е само обид да се даде повод на службите за државна безбедност да почнат да работат во полза на кампањата на Пендаровски. Бидејќи тој е свесен дека кој може него да го следи, да го прислушкува. Која служба?
350.000 соработника има на располагање МВР во Македонија, УБК во Македонија. Кој може да го следи него? А да не биде откриен веднаш. Да. Едино ако сателит некој го следат, мислам некоја технологија сега кој има, да е врзан за него зракот од озгора и кај што оди се да го снима, друго нема. Ами тоа се открива. Значи тоа ништо. Ништо. Во ред. Следната, одиме ли со следната негова? Да. Значи, од година X, непозната година, до 98, според Лјупчо Палчовски. И тој го спомна, Палевски го спомна тоа дека работел од 93 до 90 во МВР. Во МВР до 98, после 98 аналитика. Сега портпарол или аналитика овде во неговото досие се пишува дека е аналитика, тоест во неговото резиме се пишува дека е аналитика, значи ама и портпарол е во исто време. Двојна должност вршил. Да. Така го покривале да не биде, значи некој сакал да ја сокрие неговата функција во тоа време. Да. И затоа секаде се говореше дека тој е портпарол. Да. И Да, што портпарол е, како да кажеме, функција која што е неутрална до известна мера. Тој се јасно ја го представува министерството и службата, меѓутоа тој не прави некакви, како портпарол, не учествува во донесувањето на одлуки, во издавање на налози и така натаму. Меѓутоа, како шеф на аналитика, тоа е многу посериозна работа. Двата портпароли што беа на Котевски, кога беше, тој беше новинар. Да. Тоа беше портпарол во МВР. И бициклички. Не, бициклички беше на МВР. Да. Овој Котевски беше во МВР портпарол. Ама новинар беше пред тоа. Да. Сега, дали би било добро да во оваа негова должност 2001-2004, дали ќе биде добро сега да го прочитаме неговиот цитат од јутро? Мислам, со тоа ќе влеземе во тој многу битен период да обзанем, да дојдеме до вистинската слика која е Пендаровски. Да. Сега ова е увод што го дадовме, неговиот пат, значи, бил како на сите големи политичари. Да. Па, сега интересно е што ете и двата кандидати главни кои што ќе бидат, се представуваат едниот како надпартиски, другиот како конзесуален. Да. А всушност, тоа и двата поими се само еуфамизам за представник на системот. Да. И обата се кандидати на системот. Така е. Значи, на 9 март Пендаровски дал интервју за јутарни лист хрватски часопис, хрватски весник, во која што, чишто наслов е замена на територии помеѓу Косово и Србија, е најлоша идеја во последните 10 години. Тука она што е важно за нас, кој избавуваме следново. Цитат. Пендаровски вели вака: "Јас сум еден од ретките политичари од Западен Балкан." Интересно што се ползува со оваа формулација, не со Балканот или поранешна Југославија, туку со Западен Балкан, што сме зборувале дека е тоа нов плаштот за нова Југославија. Па Западен малку те прекинам, она што јас го гледам. Западен Балкан е вклучува и на Албанија во тој дел. Да. Затоа е Западен Балкан. Нова Југославија минус Словенија плюс Албанија, така некако. Значи тој вели: "Јас сум еден од ретките политичари на Западен Балкан кој јавно зборува против таа идеја, која е најлошо нешто што сум го слушнал во последните 10 години. Во случај Србија и Косово на вистина да разменат територии, Северна Македонија и Босна и Херцеговина ќе бидат колатерална жртва. Ние во 2001 година потпишавме договор за мир со албанците. А предходно за време на преговорите во Охрид беше одбиен предлог за територијално разграничување внатре во Македонија. Тоа беше возможно само за тоа што за време на распадот на Југославија и создавањето на новите држави се почитувало правилото некогашните републички граници да останат државни граници.
ако сега наместо тој принцип се воведе принцип на етничка дистрибуција на народот, тогаш албанците од Северна Македонија, а многу веројатно и србите во Босна и Херцеговина ќе побараат корекција на границите во тие држави. Вели Пендаровски. Значи, тоа е идејата која што ние веќе ја разгледувавме на подкастот во изминативе неколку епизоди. На форумот Котле има една веќе подолга тема на која што ти само додаваш нови текстови. Тоа е идејата дека Србија и Косово, Србија и албанците, Србија и Албанија, албанците, да, Србија и албанците, ќе го решат косовското прашање со една многу небалансирана поделба на Косово, каде што Србија добива дали една десетина од територијата на Косово, односно Косовска Митровица ќе биде неутрален град и остатокот од покрајината останува албански, плюс на тоа би се додале територии од сегашна Србија. Да. И тоа не би го дискутирале, би го дискутиравме, тоа е премногу губитнички за Србија да даде повторно многу повеќе, да даде нови територии од Србија, за да ги добие териториите кои наводно се српски. Викаат Косово е српско, така ли? Да. Срцевина на српштината да. е Косово. И според мировниот договор подпишан во Куманово, оната резолуција на Обединетите нации, сепак Србија има некои права на Косово според тој договор. Кој бре nije срамота? Како nije sramota sve ove što govore o tome da nema više promjena, da nema promjena granice? Pa oni su našu granicu srušili, nas su bombardovali da bi srušili granicu Srbije, a sad su se setili nema više promjena granice. Slušajte, otvorili ste Pandorinu kutiju, gotovo je kraj, nema više o tome da se govori. Kako vas nije sramota, licemeri jedni? To se odnosi i na Makedoniju. Priznali ste Kosovo, sad kaže nema dalje promjene granice. Pa kad je mečka zaigrala u vašem dvorištu, sad nema promjena granice, tako? O kojoj granici vi pričate? O granici između Srbije i Kosova. Gde postoji ta granica? Ko je verifikovao tu granicu? Sram vas bilo. Јас не сакам да навлегувам многу во тоа, но ние ќе говориме за оној дел кој нас не интересира. Овдека има една работа многу битна во ова изјава на Пендаровски, а тој потврдува дека во времето на преговорите во Охрид, мировните преговори меѓу македонците и албанците, меѓу македонците и македонските албанци, било дадено барање од учека, од водачката учека на албанците во Македонија да се направи разграничување внатре во Македонија. Значи, овдека Стево Пендаровски открива една работа која досега за која досега многу малку е зборувано во Македонија и секогаш тоа разграничување внатре во Македонија се припишувало таквото нешто се припишуваше на Љупчо Георгиевски и на ВМРО, а дека го покренале двајца академици, мислам Грозданов и уште не ми текнува кој е вториот. И никогаш не се споменуваше дека тоа е барање на албанците. Да, легендата беше дека малте не доста Димовска и некои нејзини соработници го имале веќе овој план, со таков план веќе тие влегле во изборите. Тоа е наративот кој се турка, дека доста Димовска имала веќе направено договор да ја подели Македонија со албанците, едната половина да оди во Албанија, другата во... Но потоа официјално... Значи, ова е нешто што... Официјално потоа Љупчо беше виновен и двата академика, бидејќи Љупчо предложи размена на територии. Сега одиме... Овдека ова досега не е користено во
во ниедни како ниеден аргумент против албанците од македонската страна. Дека со тоа паѓа нивната теорија дека тие се борат за човекови права во Македонија. Да. Нивното барање за територијална поделба говори дека тие воделе битка за територија. Се воделе за освојување на територии во Македонија. Да, и дека немале намера да прават од Македонија некаква си европска држава или мултиетничка држава. Не. Исклучиво била борба за територија. Сега. Да се вратиме пак малку на Стево Пендаровски. Ако е водел аналитиката во МВР, кај него доаѓале сите службени белешки од сите повреди на граница, на движење на преминување на нелегално на граница, оружје, собирање на групи, се тој морал да ги има информациите за подготовките на албанците за бунт. Информации од душници. Викам службени белешки, значи се комплете тука. Од соработ, се. Лјупчо во едно негово интервју ми се чини, беше се пожали дека тој не добивал материјали, не добил никакви материјали од нашите разузнавачки, од македонските разузнавачки служби. Ниту од војното разузнавање, ниту од цивилното разузнавање. Од УБК и МВР. Бидејќи границата е чува војската и полицијата заедно. Кој стои тогаш поза се ова? Ако председателот е премиерот на владата, не добива информација, а обврска на службите секој се баде да му достават она што го одвоила аналитика за да го види. Потоа многу интересна работа е што се споменува овие денови дека Стево Пентаровски е човек на доста Димовска. Таа го вметнува во со Павле Трајанов заедно. Павле Трајанов доаѓа за министер и тогаш кога Павле Трајанов е министер, тој доаѓа на таква висока функција да ја води аналитика, Стево Пендаровски. Да, тој се поставува за директор на аналитика во 98 година, кога доаѓа на власт во ВМРО. Потоа 99-та палењето на амбасадата, американската амбасада. Како можел Стево да не знае, водејќи аналитика, дека се подготвува палење на амбасада? Кога ние знаевме во Куманово дека ќе се оди на голем протест во Скопје, подготовките почнаа во Тутунов комбинат во Куманово и во Југ турист. Се обидовме да го алармираме началникот на полицијата. Вие сте работници на странски тајни служби, затоа сте знаеле. Цело Куманово знаеше. Се спрема таму, се пиеше. Тоа беше јасен сигнал дека ќе бидат насилни протестите. Да ги поднапиваш луѓето до овие протести, значи се сакаш да прават поголеми проблеми. Да. Павле Трајанов во негов извештај вели дека биле прекинати сите комуникации помеѓу полицијата 1 час. Која странска служба може да го направи тоа? Ако не го направат тие самите внатре. Да. Харп го правеле американците, да. Затоа што сега да објаснам како работи комуникациите, како работат внатре. Ова е сведочен на Павле Трајанов пред мене и пред Борис Трајковски и пред Борис Стоименов. И мислам беше уште еден човек, сега не сеќам кој беше, но бевме во канцеларијата кога се сподудувавме да ја правиме таа нова партија. Вистинска македонска реформска опција. Тогаш ни кажа Павле Трајанов дека кога Љупчо ја распушта владата 99-та година,
Павле Трајанов со некоја група негова внатре на патриоти во МВР, бидејќи Љупчо доста и сите веќе биле обични граѓани, не биле премиер на влада, министри, сакале да ги уапсат. Заради наводната соработка со Бугарија. Во нивната група бил и Сашо Мијалков. Сашо Мијалков како човек кој го водел военото разузнавање, имал пристап, тој ни рече, до една соба кај што се комуникациите помеѓу внатре во МВР, во УБК, помеѓу луѓето од владата, премиерот, председателот, врвот на политичката власт, бидејќи тие врски не се преку Телеком или некоја обична, има посебни врски. Во случај на војна, тие функционираат. Значи, Сашо Мијалков не извршува договорената задача. Но тогаш разбрав дека постоела некоја соба, тоа сигурно не е соба како ова наша, кај што е студио, него тоа е малку посериозна, кај што има опрема, кај што попречување на прислушкувања 300. Да. Значи, како можело, кој можел да влезе во таа соба и да ги прекине врските помеѓу полицијата кога е палена амбасадата. Да нема координација, да не може да не се координираат, не се слушаат, не знаат што се работи. Значи, тоа мора да биде само некое лице кое што има висок пристап до тајни... Дека умешано е УБК. Да. Во целата таа работа умешано е УБК и МВР. Недоволно обезбедување на американската амбасада од полицијата. Да. Значи, имаме луѓе од врвот, тој врв бил и Пендаровски. Да. И сега имаме едно барање од НАТО, луѓето кои биле во времето на, не сака да кажат и сега, но порано, биле пространски ориентирани или како се работници на УДБА, да не бидат луѓе близ кои ќе бидат во НАТО системот. Во она што ќе има контакти со НАТО. Како председател на држава, ако стане Пендаровски, за тој ќе нема контакти со НАТО. Да. Тој ќе ги има сите планови кои ги има НАТО. Да. Значи, имаш човек кој доаѓа од служба која била анти-НАТО, анти-македонска, која цело време работела за српски интереси. И тој треба сега да стане преседател. Значи, власта, една друга порака, воопшто не ја интересира НАТО. Туку Стево Пендаровски преку овој интервју, овој дел што го прочита ти, ни соопштува кој е планот. Дека Вардарска Македонија или Вардар Бановина, србите сега ќе употребат за подкусурување со албанците. Може би, да, западниот дел ќе го добиете, ама бараме дел Косовска Митровица, бараме за манастирите, српските обележја во Косово, екстериторијалност. Тука ќе бидат големи игрите на преговорите. Србија има уште еден джокер во ракав кој е интересен за албанците. За да идејата на албанците е да се соберат веќе во сите албанци во една држава. Ќе им остане само оној дел во Грција и тој ќе го решат можеби за некоја година. Ако не се сменат работиве. Значи, имаме најава од Пендаровски, од човек кој е високо позициониран. Човек кој што зима плата за да знае што се случува. Потоа, пред неколку недела две имаше една ТВ дебата на телевизија Алфа, во која учествуваше Дарко Јаневски и Палевски. За мене двајца луѓе кои се не може се каже дека не се информирани и дека не се
аналитички умови. Имајќи многу информации во свој раце. Не од тоа што работи за служби некој, туку од дивната заинтересираност да бидат информирани. Врски Палевски бил високо позициониран, бил председател на градска конференција на комунистите на Скопје, што е ранг на председател на партија. Скопје е... Тие го говореа ова исто, дека престои таа поделба на Македонија. Со нив се разликуваме во тоа што тие сметаат со Палчовски. Тоа сакав да исправам дека станува збор за дека Стево Пендаровски е човек на ЦИА и дека во Македонија што се прави се во ова е некаква игра од страна на Америка. Со тоа не се согласувам, меѓутоа информациите кои што ги доставува... Јас говорам за информација. Треба да ги земеме за веродостојни. Да. И сега, на таа тема, тие го представуваат Силјан Аврамовски како човек на ЦИА. Да, исто како и неговиот сијамски близнак Стево Пендаровски. Да. Би можел да биде Силјан Аврамовски човек на ЦИА, ако ЦИА го избрала Силјан Аврамовски да биде човек за соработка меѓу ЦИА и македонската УБК. Не. Македонската страна го предложила Силјан Аврамовски. И сега во време Силјан не е предложен сега за човек за соработка со ЦИА. Туку е предложен во времето кога траја војните на просторот на Југославија, во Босна и во Хрватска. Значи, кога УДБА била секаде присутна. И сега УДБА ќе дозволи да се избере човек кој не е лојален на УДБА. Во Србија човек за врска е директорот на УБК Јовица Станишич. Челниот човек. Да, И сега Милошевиќ во времето на Милошевиќ. Па мало дете нема да верува дека е можно такво нешто да дојде човек на врвот на УДБА во Србија, да е подметнат човек. да е подметнат човек и да е соработник на ЦИА. Да. И тоа да е официјален соработник на ЦИА. Ова мора да им го разјасниме на нашите гледачи, дека менталитетот на Србија и на великосрпските идеолози е дека Србија е рамен играч во светот на најголемите играчи, на големите сили. Денес тоа се САД и Русија како втора сила и така е веќе од крајот на последната војна. И тие не се сметаат себе си дека треба да бидат подчинети на едната или на другата страна. Тие се сметаат дека треба да бидат рамни. И од тука и потеклото на она алијанса на неврзани која што водеше Тито. Несврстани. Тука е потеклото на сите тие идеи. Србите се гледаат себе си како еднаков народ на најголемите сили и тие затоа нема да потклекнат ниту на еден, ниту на друг. И тие и уште играат таа игра. Кокетираат и со едните и со другите. И сега, ако Македонија е само марионетска држава на Србија, која што е поочигледно здравие, ако е Македонија таква држава, тогаш овие луѓе како Стево Пендаровски и Силјан Аврамовски нема шанса да се луѓе на ЦИА. Тие се нивни луѓе кои што како најверни, како најпроверени, им ги праќаат таму за да прибираат повеќе информации, а не да ги издаваат своите служби. Па добро, пример имаме со оние службени белешки што ги имаме од ЦИА за периодот за Југославија за после 45 година. Да. Таму кој читал досија на прогонувани македонци, јазикот во службените белешки на ЦИА ист. Да. Јасно е кој ги дава
кои им дава на информации на ЦИА. Им даваат инспекторите кои ги работеле нашите досиеја. Значи најтврдокорните комунисти. Така да го завршиме тој дел, веќе мислам дека јасно е дека не може човек на удба трениран, генерацијски воспитуван од мали нозе да ја сака удба, да го чува комунизмот, системот, да ја предаде таа служба, никогаш. Сега, како таков, тој е советник за безбедност, веројатно, советник за безбедност на председателот Борис Трајковски во периодот на буната на освободителната армија на албанците, или како се викаат, тие на она учка. Тоа не беше баш сакав тоа да го... сега вака. Тоа е еден многу интересна случка, за која само досега Јанко Бачев има проговорено јавно. И тоа во едно интервју дадено на радиото 3Z од Австралија, кој го води Ицо Најдовски Перин. Бачев говори дека веднаш после февруарските случување во Танушевци, кога почнува бунтот, Трајковски оди во полу илегална посета на САД. И таму се среќава со Буш. Буш уште Беше на полуофицијална посета. Полутајна. Таа не било најавена посетата во Македонија, никој не знал дека оди. И таму добива одврзани раце од Буш. Добива совет, само одврзани раце и совет, да го реши подитно, како знае уме, да го задуши тоа во стане уште во Танушевци. Од Танушевци да не се прошли никаде. Бачев тврди дека за тоа постои стенограми. Значи, Бачев се повикува сепак на... Ако не беше така, досега ќе го демантира... Проста логика зашто таа информација е најверојатно точна, бидејќи видовме еве што се случи со овие сепаратистите во Каталонија. Никоја влада не ги призна, никоја држава не ги призна. Зошто? Затоа што доколку една држава се согласи со барањата на сепаратистички или терористички групи во друга држава, тие се отвараат, стануваат ранливи на такви исти појави во своите држави. И од таква перспектива, секоја влада ќе рече, имате терористички организации кои што се обидуваат да направат сепаратичко движење во вашата држава. Слободно имате одвржени раце, правете што сакате, затоа што не сакаме такви идеи да се рашират и кај нас. Тоа е многу просто. Но дека има уште една работа, сепак Америка сакаше Македонија да стане самостојна држава. Бидејќи нивниот план беше да биде тампон зона, да ја помера тампон зоната, да не биде македонско-грчката граница тампон зона помеѓу комунизмот и демократските држави Грција, туку да се помести за 150 километри границата да биде Табановци. Значи Македонија и Србија да бидат... Македонија да влезе во делот на западно-демократските држави и тука да се помери границата. Затоа во мемуарите на Грилакис многу јасно стои дека Америка е таа која ги устоличува Желев во Бугарија, тој како беше во Романија премиерот, и Мицотакис во Грција. Условот за тоа е да се сруши комунизмот. Мицотакис го рушат американците 93 година затоа што го наметнува спорот и ја оневозможува Македонија на патот за декомунаризација. Тоа го користи на американците, не било јасно дека тоа е врската помеѓу Грција и Србија. Оската врска Белград-Атина е идејата да затоа што ослободување на еден дел на Македонија вистински да стане независен е опасност и за Грција и за Бугарија. И да се вратиме на ова, кога се враќа Трајковски од Америка, под притисок на неговите советници, а советници во тоа време може да провери секој во тие постојат уште, се. Љубомир Фршковски,
човек кој прогонувал ВМРО-вци. Е во кабинетот на председателот од ВМРО ДПМН, Борис Трајковски. Пламен Поповски. Не, друго сакав да... Твршковски доста се многу блиски пријатели. Тоа го откривме после тоа. Иако се чувствуваше дека доста не е изворен ВМРО-вец, дека доста е човек на службите. По оние работи кои ги направи 98 година посебно. Кадровската политика, или лажниот судир помеѓу македонисти и бугарофили. Кога се случи расколот. Вторе, Поповски, Владо Поповски. Човекот кој донесе снайперисти и војска по собранието да ја зачува украдената победа на Глигоров на изборите 94 година. Значи, беше подготвен да употреби војска против нас кои протестиравме. Војската не служи за одбрана на власта. Војската е надвор од тие судири. Војската служи само за одбрана од надворешен непријател. Гардата беше во собранието, наоружана, спремна да пука во народот. Тој стана советник на Трајковски. Советник стана Пендаровски. Советник стана Никола Димитров. Кај се денеска тие луѓе? Никола Димитров го одработи најголемото предавство македонско. Видовме во службените белешки на ЦИА, тој пренесувал на ЦИА него на Викиликс, да, дека тој ги открил плановите кои ги прави владата, како ќе стратегија која ќе употреби во преговорите со Грција. Да. Тоа секаде се суди таков човек, тоа е велепредавство. Да. Денеска тој дава изјави дека македонците од Егејска Македонија не го говорат јазикот кој ние го говориме во Вардарска Македонија, дека тоа се некој други македонци, некој друг јазик. Да, па треба да му се заблагодариме на Димитров за таквата изјава, бидејќи на тој начин тој покажува на народот што значи човек со продадена душа. Каков глупав август мора да изиграваш за да ги задоволиш потребите на твојот господар. Да тропаш такви глупости дека македонскиот и јазик во Вардарска Македонија и македонскиот јазик во Егејска Македонија биле различни јазици. Значи тој треба да му се даде некаква нова почесен докторат по лингвистика и филологија. Па ќе му дадат, грците сигурно. Покрај, јас не верувам дека, бидејќи таму излезе една приказна дека околу 50 милиони евра грците употребиле за да дојдат до ваква разврска во преговорите. Да. Сега, значи, од таа група на луѓе го советува Борис Трајковски во да кажеме граѓанската војна, условно да ја кажеме од 2001. Па не е граѓанска војна, тоа е обид на албанците да освојат територии. Да. И сега, кога има одврзани раце од западните партнери, тоест од Америка, кога добива такви одврзани раце Борис Трајковски, се враќа во Македонија и што се случува? Го советуваат неговите советници да многу не се врзува за советите на Буш, туку да се консултира со Тони Блер и Шредер, тогаш председателот на премиерот на Бундестагот на Германија. Тие нормално го советуваат. Но мислам дека тука клучна улога игра онаа група кај што беа во која беше и Керим. Тоа е тој како
за стабилност некако беше таа група. Тоа беа се бивши политичари, бивши амбасадори. Мислам дека таму беше тој Питер Фейт и тие таквите. Тој сега што го правеше, што имаше повторно мешање во македонско-албанските. Негова иницијатива е законот за јазик, ми се чини така. Тие луѓе, улогата на Керим е многу интересна во тоа време. Тој Охридскиот договор, по Лјупчево сведочење, му го нудел веќе во март месец. Нон-пейперот, по кој скоро е 100% како што е верзијата на рамковниот договор која е потпишана во Охрид. Во март месец, кога почнуваат судирите. Значи, комплетно предавството е внатре во Македонија. Керим е човек од висока добреба на Милошевиќ, бидејќи тој што работува до 94 година е во фирмата која е финансирана од Србија, фирмата се вика Копешим, на Борис Вукобрат, и тој е голем застапник на покрива неколку радија низ Европа, наводно има негова компанија за нафта во Франција и таму го поставува Керима за еден од директорите. Фирмата се вика Копешим и него Борис Вукобрат бил молер. Кога заминал за Франција, таму заврши факултет и докторира и станува газда на голема нафтна компанија. Чудни се патишта Божи. Да. И го зима Керима да биде директор на таа компанија. А во исто време го туркат проектот за наводна Југославија, Србославија. Потоа ги горе го враќа Керима и го назначува за амбасадор. Во Чешка ми се чини. Прво му е, па потоа оди во... И, значи, се тоа се луѓе кои се со длабока врските на Керима, тој ја води во тие години кога е заменик на Будимир Лончар, на министрот за надворешни работи на Југославија во времето на Марковиќ, ја води СИД, службата за разузнавање ја води Керим, службата за разузнавање на Министерство за надворешни работи. Тоа е служба посилна од УДБА. Таа има целата мрежа низ диаспората. Стево Пендаровски. Па во таа екипа е. Советник на Борис Трајковски во време на војната. Керим Лјупчо вели дека му го донел Ландов Керима и доста. Тие исти луѓе. Пендаровски, пак да се вратам, бил аналитик. Значи морал да знае дека се подготвува војна. Морал да знае кој е во Танушевци. Колку е силата на Танушевци, што се таму, колку луѓе се. Сите тие се врзани за тоа, за да се загуби војната. Да, значи главната заслуга на ликот и делото на Стево Пендаровски е загубата на тој конфликт од 2001. Односно тој може да кажеме дека е еден од највредните играчи на ОНА и на албанските побуненици.
Па сега тој веднаш после добивањето на кандидатурата озваничена на Конгресот на СДСМ, отиде во кај Ахмети. Како можел тој да не ги знае досијата, ако го знае моето досие? Да не ги знае досијата Ибар, Мама, Војко, Стрелец, Да. на водачите на она. Да. За некој ќе треба да верува во тоа. Го знае моето досие на јас сум никој ништо, а не ги знае досијата на оние кои подготвуваат војна во Македонија. Не ги знае досијата на тие кои со години се надвор од Македонија, од Југославија, таму ни се отворени досијата, таму ги врбува службата, ги врбува уште кога биле во ЈНА и идат надвор. Работа за службата. Тој знае дека се соработници на службата. Не може да не знае. Аналитика води. Сега, значи да ја Привршува. окончаме емисијата, да кажеме вака. Видовме кој е Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е дете на УДБА Да. од прв заваз. Да. Тој е семејно таму, значи тој не е случајно регрутиран, па по заслуга да едноставно да бил многу сирен агент или нешто. Тој е во УДБА поради тоа што неговото семејство е таму, што значи дека тој семејно е приврзан за идејата Точно на така. србокомунизмот. Точно така. Во клучните периоди на македонската државност, тоест првата деценија на 90-те на македонската независност, последната деценија на последниот век, кога биле прогонувани македонските националисти, оние кои биле заинтересирани македонската држава да успее како проект, Да. тој бил вработен во Министерството за внатрешни Да. работи, кое ги гонело тие луѓе. Да. Во моментот кога против Македонија се крена сепаратистичка терористичка организација да освојува територија од Македонија, тој прави се за да и помогне на таа организација, а да и одмогне на македонската држава. Како шеф на аналитика, тој морал да знае за тие случувања, Точно така. а потоа кога како советник на претседателот на државата, на врховниот командант на државата, му советува да на нерешителност и Да. колебливост. Сите тие советници, сега точно Бачев не знае. Не е Но важно, тие тој е но- еден од конзилиумот. Да, тимот, ако во тимот се појавува несогласување, Да. Тој што не се согласувал со таквиот план на неделување, ќе поднел оставка. Ќе излезе од тимот надвор. Да. Тако направи таква нешто Шкарич кога поднесе оставка од екипата на советници на председателот Иванов сега. Да. Во овој или минатиот мандат не знам, но Шкарич се повлече. Не се согласуваше со некои одлуки. Значи тоа кажува дека сите советници биле за таквото решение. Да. Ние не знаеме точно, да не разбере некој дека тврдиме дека Фршковски му дал совет или Поповски или Пендаровски. Не. Советниците го советувале така. Кој советник? Тоа го има во... Мора да постои документ за тоа. Да. Како и да е, никој од тие четворица советници не го видел тој совет како како принципиелна и категоричка грешка и не поднел оставка, значи Се слагал со тоа. принципиелно се согласил. И тоа е делото. И сега уште нешто. Ако го следиме сега нивното делување во последниве овие години, од како дојде Заев на власт, кога почна тиранската платформа и менувањето на името, овие насилија врз уставот, врз законот, врз поредокот во Македонија, сите тие луѓе беа во екипата која го вршеше тоа насилие. Да. Ниту еден не беше против Заев и против никој не стана да го брани уставот, да ја брани демократијата во Македонија. Иако гледавме сите дека како се подкупуваат пратеници, како се ослободуваат луѓе кои до вчера биле прогласувани за терористи.
Тоа, значи, сите тие тогашни советници пак советуваат исти такви работи. Следното нешто, зошто сега значи кажавме кој е Стево Пендаровски и зошто мора да се гласа против него. Или да се биде против него, да се изразам поисправно. Зошто мора да бидеме против него? Не да се гласа него. Да бидеме против него. Сега. Зошто бојкотот е неопходен? Бидејќи во изминативе две емисии, конкретно во минатата и уште една пред тоа, ги обработивме точно бројките како се избира председателот на Македонија, а просто речено тоа е благодарение на албанскиот електорат. ДПМН како опозициона партија денес го нема тој електорат во својот џеб. Да. Тоа значи дека ако има победник на овие председателски избори, неминовно е дека тој победник ќе биде Стево Пендаровски. Нема шанса ДПМН да победи. Значи, секој глас за кандидатот на ДПМН ќе бидне всушност глас за Стево Пендаровски, затоа што гласовите за ДПМН ќе бидат само правење на цензус. Да, точно. Друго ништо нема да причинат тие гласови. Значи, ако сакаме да направиме нешто за себе си и да престанеме да викаме дека однадвор ни се прави, дека Москва е крива, дека Брисел е крив, дека Вашингтон е крив, доколку сакаме да го прекинеме тој менталитет, мора самите да направиме нешто. Да. Тоа нешто денес е да го повториме успешниот референдум од 30 септември, да го направиме повторно уште еднаш, да му покажеме на светот дека тоа не беше аномалија. Да. Дека на 30 септември референдумот беше неуспешен не поради тоа што македонците биле незаинтересирани за тоа што им се случува, не заради тоа што имале побитна работа да продаваат зевала или да печат ајвар, туку дека тоа беше еден свесен потег на македонците кои што одбиваат да бидат избришани. Така. Тој потек мора денеска да го потврдиме, односно на 24 април мора да 21 се извинувам, да го потврдиме, да кажеме дека тоа не било аномалија, дека не било случајност, туку дека било свесно будење на македонската совест и конечно решение на македонскиот народ да стане македонски народ, да стане македонска нација. Точно. Кој е подготвен да ја брани, па дури и со својот живот. Точно така. Тука е нема што да кажам повеќе, се рекол дека тоа е битното, ова што сега го кажеш. Се надеваме дека се повеќе ги разјаснуваме нашите ставови на оние на кои не им се јасни, а доколку знаете пријатели на кои што се уште се збунети и не знаат што да прават и кои се колебаат, па размислуваат дали да излезат да гласаат во првиот круг, ама да го бойкотираат вториот круг или било какви комбинации, ве молиме споделете оваа емисија со нив. Покажете им што човек се подготвува да биде председател на Македонија и помислете што тој човек ќе смета да направи за Македонија. Тој со ова негово интервју во јутарни, тој веќе како што ти рече. Тој веќе наговестува дека поделбата, односно размената на територии меѓу Србија и Косово е неминовност, а тоа како што и самиот вели, ќе значи дека Македонија ќе бидне колатерална штета во сиот тој процес. Тој никаде во интервјуто не вика, но јас како идем председател на Македонија ветувам дека ќе се залагам со сите мои сили да го спречам да ја спречам таа разврска, да го спречам тој исход на настаните, да нашата држава бидне колатерална штета. Не, тој вика дека Македонија ќе бидне колатерална штета, точка. Нема запирка, нема но, нема ништо понатаму. Тој вели Македонија ќе бидне колатерална штета. Значи, тоа е што ја очекува Македонија доколку овој човек стане председател. Меѓутоа, има и друг пат. Другиот пат е блокада на системот, бойкотирање на системот и конечно будење на македонската нација. Се надеваме дека ќе останете со нас во оваа борба за осознавање на вистината, затоа што само вистината е она
што ќе не ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.